Првиот показател е дека порастот на глобалната температура предизвикува топење на арктичкиот мраз, па така ако во 1978 тој опфаќал 16,5 милиони квадратни километри. Во 2015 година се намалува на 14,5 милиони километри. Ваквиот тренд директно влијае врз зголемување на нивото на морињата, но и врз загрозувањето на животните кои живеат во Арктикот, како што се поларните мечки кои што се особено чувствителни на промените. Како резултат на топењето на глечерите, се соочуваме со постојан пораст на морското ниво. Во 1993 година, откако НАСА сателитски го мери порастот на нивото на морињата, од минус 14,7 милиметри под ризичната граница во 1993 година, достигна 74,75 милиметри над ризичната кота, односно над морското ниво. Во просек, морското ниво расте за 3,4 милиметри на година. Директна закана за животната средина и еден од најголемите глобални предизвици на светот представува и постојаниот пораст на светската популација. Големиот пораст на населението врши огромен притисок врз природните ресурси на земја. Ако во 50-тите години од минатиот век бројот на жители во светот изнесувал нешто под 3 милиарди, денес во светот живеат над 7,2 милиарди жители. Зголемувањето на светската популација директно влијае врз уништувањето на белите дробови на планетата Земја, дождовните амазонски шуми во Бразил, од 4,1 милиони квадратни километри, колку што изнесувала нивната површина во 70-тите години од минатиот век, на 3,3 милиони квадратни километри во 2013 година.